Дали според вас е прифатливо да прифатиме дека македонскиот јазик извира од бугарскиот јазик? Идентитет македонски исто. Не е прифатливо. Со лут тон на новинарско прашање, премиерот Зоран Заев одговори дека нема да го прифати ословувањето, дека македонскиот јазик и идентитет извирале од бугарскиот, но дали може да му се верува, особено кога се во прашање националните интереси на Македонија. И цело време го донеле Заев да го продаде името. Ајде мајката! Тој во повеќе наврати го погази многу пати дадениот збор. Заев во минатото се колнеше дека нема да дозволи промена на уставот со цел промена на уставното име. Додека дишам. Додека го дишам овој македонски воздух. И додека ме држи памет. Дека мојот дедо, мојот татко, сите мои предци, јас, мојот син и керка сме македонци, родени овде во Македонија. Тоа не може да се случи. И не само тоа, верувам дека не постои роден човек во Македонија подготвен да излезе пред парламент и да бара промена на устав заради промена на уставното име. Дури велеше и дека не постои човек кој би дозволил промена на според Заев од личниот устав. Пресериозно е прашање и навистина не боли нашата национална посебност. Никој не може во Македонија, верувам дека нема родено таков човек кој што би дозволил промена на устав и промена на нашиот идентитет. А што се однесува до уставот, гарантирам, одличен устав имаме. Европски устав. Уставот нема да дозволам никој да го смени. Уставот ќе се почитува. Уставот ќе се спроведува. Нема менување на уставот. Бидете спокојни. А ветуваше и дека нема да има двојазичност. Кој бе тоа ќе спроведе во Радовиш, во Струмица, во Прилеп, во Кавадарци двојазичност? Глупости невидене. До каде забега? Зборува дали лекарот ќе направил проблем, па живот ќе се загубел. Ова е невидено. Дека нема да се прифатат условувањата и уцените од Бугарија, бети председателот Стево Пендаровски. Нашата позиција е јасна. Преговори за идентитетот на македонскиот народ и за македонскиот јазик ниту имало некогаш, и кога го правевме Преспа и кога го подпишувавме, немаше и добивме тоа што го добивме во содржината на Преспанскиот договор, така што од тие наши позиции ние нема да отстапиме. Но дали може да се верува и во зборовите на Пендаровски? Имавме често моабети за името. Ќе го смениш името и никој нема да знае и утре ќе се викаме не знам како. Не може. Мора да доеш во институциите. Во тој момент ја ви тврдам, сите што беа до последен десетици и десетици илјади луѓе во мај, на 17 мај. И сите слободарски граѓани, колку год да звучи као фраза, душата ќе му извадат на тој што евентуално би го потпишал тоа. Нема да го остават у таа фотелја у која е. Че ја не се сомневам, мислам дека шанси нема за такво нешто, али ако има во интерес на нашата заедничка иднина, ние мора да му земеме мерка на тој човек или на тие луѓе. Ветувањата дадени во минатото, и Заев и Пендаровски веќе ги прекршија, потпишувајќи го договорот со Грција, со кој Македонија стана северна, а променет беше и уставот. Сега пак ветуваат дека нема да се прифатат условувањата и уцените од Бугарија. Останува да видиме дали сега и двајцата ќе останат на својот збор.